Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Октомвриски ден, дождлив ден, но верувам дека ќе донесе на многу светлина и една убава топлина и во вашите срца и во ова студио. Имајќи факт дека овие 23 години од моето видисување како новинар во овој програм кој го поставив токму новие простори кај што се наоѓам сега во поранешната АТВ, а сега нова телевизија Вистел, си имав една таква ситуација и можност да секогаш кога нешто и се случува на ова наша единствена Македонија, се појавуваат вистински вредности, вистински ликови кои по Божја промисла, јас така ќе кажам, може би некои сега како сака нека протолкуваат, меѓутоа верам дека тие не се на таа страна кои го милуваат тој збор, да го спомнат, да се плашат од тој збор. И секој се појавува нешто позитивно, да му даде ветер у грб на македонецот и да го извади од ќорсокакот или калта, кој некој насила го смести и го постави на тоа место. Се случи да пред неколку часа и дена, слушајќи една прекрасна нумера, сврзана и врзана за и околу Македонија, а да бидам искрен и благодарам мојата ќерка Кристина, која ме замоли и ми рече: тато, прекрасен соговорник, обиди се да го добиеш. И се случи тоа, го добив. Прекрасниот македонец кој дефинитивно има едно прекрасно име, тоа е Давид Темелков, кој како македонец замина млад во наша пријателска држава Хрватска и каде што се представи како вистински македонец. Јас по тој повод и ваше барање направив тоа задоволство, го поканев во студиото на телевизија Вистел во Гласот на народот и ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Чичко Слободан, добро вечер и добро ве најдов. Ви благодарам што ме поканивте токму во оваа емисија да бидам дел од Гласот на народот. Да луѓето видат дека и ние кои се бавиме со музика сме дел од народот, дека не сме на никакво поинакво ниво. Напротив, сме дел од народот. Давид, реков дека навистина само тоа име ме потикна најмногу. Ретко име, меѓутоа многу силно име. Не значи дека е ретко, се наоѓа име на син на еден мој благ, близок пријател. Исто како што моите внуци се дружат со него, како што е Кристијан и Слободан. Ја заборев вчера и да му честитам мојот роден ден на мојот слад драг внук Слободан. Еве, од тоа чест и задоволство, ќе идеме порелаксирани, неме политика, ќе говориме за нешто што значи Македонија, македонско. Ти дојде во Македонија, во Скопје, каде што си роден, да промовираш една прекрасна нумера посветена за Македонија. И беше задоволство да слушаме на твоја изјава, велиш: Македонија е се што има во мене. Со оглед дека јас извадив еден и лајт мотив за една тема, која и така ја насловив. Пред се, дали знаеш чие име носиш и кој е Давид? Го носам името на цар Давид, кој Исус сам себе се нарекол син Давидов. Исус потекнува од Давидовата лоза и мене ми е привилегија и голема одговорност и чест да го носам тоа име. Пред се знаеме, цар Давид бил многу музички талентиран, многу надарен музички и најубавите псалми за Бога токму тој ги има напишано. Дори некои велат дека ангелите во рајот ги пеат токму Давидовите псалми. Давид, во очите и ушите на некои од твојата генерација. Како една мала дигресија, само Повелите малку. Да кажам, како ништо не е случајно во животот.
Оваа година ја осветивме Македонската православна црква во Загреб и едно утро, односно дента кога се осветуваше Македонската православна црква, се будам и требаше да одам на литургија. Имавме големи гости, да кажем, од Македонија. И случајно ми звони телефонот и ми звони еден пријател кој беше амбасадор на Македонија во Загреб. И ми вика: "Еј, Давид, прости ми вика, случајно ми вика ти се јавив." И јас му викам: "Нема проблем, да не го именувам. Нема проблем", му викам, "Како си ми, добар ли си ми?" И ми вика: "Одличен." Ти? Јас велам: "Одлично, да ти кажам, еве одам во црква, велам. Одам, денеска ни се осветува црквата." И тој ми вели: "Прати големи поздрави", ми вика. Јас му викам: "Ќе се вратам во Скопје за брзо, па ќе се видиме." И ми вика: "Не сум веќе во Скопје, сега сум, вели, во Израел." Вели: "Прати големи поздрави од Израел до отец Кирко и до сите таму." И јас му се заблагодарив, велам: "Благодарам, ќе се слушнеме и ќе се видиме." И се спремив и почнав да возам према црквата. Како почнав да возам, мозокот почна да работи наназад. И си велам: "Боже, дали е реално?" И ми звони телефонот повторно тој. И ми вика: "Свесен ли си?" ми вика. Плаче. Мене искрено солзи ми потекува.
А штом Тоше зајди запее, сите добро знаат кои сме. Нема да биде претенциозно, од се срце го кажувам. Со Тоше немав можност, 2 пати договоривме интервју. Не знам дали ќе ми веруваш или нема, тоа е вистината. Луѓето со кои соработував и беа блиски со мене во Охрид, требаше 2 пати да реализираме интервју, но се растори ситуацијата. Вториот пат имаше некој проблем домашен околу некоја градежна иницијатива, нешто направи проблем општината, но предизвик ми што седи вечера со мене, го слушам Тоше, го слушам твојот глас. Ова е моје чувство. Нашите гледачи ќе имат можност на крај ќе ја пуштиме песната, во фон оди твојата песна, во позадина оди и дел од сето она што се елементи, суштината на македонската вистина и богатство. Разбрав дека Војко ти беше десна рака и продуцент, со еден збор, значи, еден семеен заеднички плод и труд го реализира овој убав спот. Па некако имав навистина доста обврски во Загреб и не беше летна сезона, крај на летото беше и едноставно сите оние кои ги контактирав за да го реализирам видеоспотот беа зафатени. И некако таа иницијатива ја превземав сам на себе и можам да кажам спотот е снимен со мојот мобилен телефон. Така да имав поддршка, да кажам, од семејството. Војка ми беше главен возач, ме возеше секаде из Македонија. Сите кадри на кои што бев јас, тој ги сними заедно со мене и ете, тоа е само еден доказ дека семејството и фамилијата се фундаментот. Така е. Основата. Повторно не случајно те поканив. Многу наши млади замина од Македонија. Како да ги вратиме назад? Кој ги брка? Зошто бегаат? Јас вака би кажал, нема да навлегувам длабоко во некои теми кои не брка, кои ги брка младите. Само ќе се навратам дека Македонија е спомната во Библијата 33 пати. И тоа не е случајно. Сме преживеале многу војни, многу крвопролевања тука, не бркале, не раселувале, сме се враќале. 500 години сме биле под робство. Кога ги размислиме на нас колку ни е тешко последниве неколку години, само да се присетиме колку Македонија била под робство. 500 години. 500 години не сме се распаднале. Ниту го сменивме нема да се распаднеме ни сега. Јас верувам. Чудна е Божјата промисла. Може би не тера ние самите да го пронајдеме оно исконското, самите да сватиме колку вредиме. Бидејќи колку што гледам јас и Господ не се откажува од нас. Има многу поголеми нации од нас кои што немаат своја земја. Да ги земеме курдите. Има 35 милиони курди кои немаат своја држава. Ние сме 2 милиони и имаме своја држава. И мора да ја чуваме. Мора да ја негуваме и да одиме надвор. Да научиме нешто и да се вратиме тука поплодни. За да се вратиме тука треба да ни се даде шанса. Јас верувам дека Македонија ќе истрае. Една е бројката, јас сам ќе ти исправам доколку ми дозволиш. Спомна 2, ја ќе додадам уште 3 надвор, бидејќи раселени сме низ сите 5 континенти во светот. Така е. Таму кај што си Сакам да кажам, во јадрото не има 2 милиони. Меѓутоа, пошто бидејќи те гледат во моментов и во диаспората. Голем поздрав до диаспората, моментално да кажам јас сум дел од таа диаспора. Ќе те прашам моментално живеам во Хрватска. Навистина би сакал да ги поздравам сите оние кои не гледаат, кои се во Австралија, во Америка, во Германија и така натака. Напротив, би сакал да ги поздравам и се радувам што може би еден ден и таму ќе ги посетам. Така да нема туку така да исчезне. Најавата моја што ја испратив преку Facebook, социјалните мрежи, верувај ми испратија многу пораки од Северна Америка. Ми испратија пораки од Канада. Воодушевени што те поканив. Воодушевени се, еве, ги поздравувам. Благодарам од срце. Гледачи кои не гледат во
во делот на државата, во источниот дел на Америка, каде што ги има многу и очекуваат. Ја мислам дека и може наскоро и да те поканат. Здрави. Но како и да е, тоа е еден голем предизвик што еве твојот глас допра се насекаде. Тоа е голем предизвик во секој случај, како да кажам. Но тоа што реков за младите и мудер одговор ми даде во секој случај. Но младите некако се отуđени со оглед дека не може да дојдат до израз ти победи, односно учествуваше на X фактор, така? Оце за нешто за тоа и како дојде до Хрватска? Па јас не победив. Јас учествуваше, меѓутоа учествував и стигнав скоро до финалето, испаднав ноќ пред финалето и ете, по завршувањето на тоа талент шоу добив повик од еден познат пејач, мој колега, кој ме покани да бидам дел од негов концерт, настапив во Пула. Таму ја запознав сегашната сопруга, тоа беше пред 8,5 години. Таа е моја колешка, колку што. Така е. Така е. Ја поздравувам и не случајно носи едно прекрасно име. Па ете, таква била судбината. Да носи македонско име, а е родом Хрватица. Елена. Не е Јелена, него Елена. И ете, сега е комплетна македонка. Јас зезам, сега си викам, сега си Елена Темелкова. Никој нема да примети дека си Хрватица. Да. Како е доживува Елена Македонија? Ја обожава и многу често кога сум искочен од дома, а кога е таа самата дома, кога ќе се вратам тивко, слушам дека слуша македонски песни, забавни, народни, ги знае, ги пее, ги милува, ги негува, помалку зборува македонски. И незиното семејство има прекрасно семејство и навистина и тие многу ја почитуваат Македонија и ја сакаат македонската музика и не сакаат нас. Имавме отприлика 90 на гости од Хрватска на свадбата, така да ги спојуваме тие две култури. И на крај покажуваме дека добро е да сме различни. Добро е кога има се, нели? Доколку сме сите исти, и тоа не е добро. Затоа треба да се почитуваме баш такви какви што сме. Па и различни. Не мора да размислуваме сите исто. Но да имаме барем една иста мисла кога Македонија во прашање. Дали као млади треба да бидете поединствени, не слушајќи ги повозрастните кои создават јазови, создават бедеми. Напротив, ја спомна Македонија и се повика на вистината дека 33 пати спомната во единствената книга која не може да се ретушира. Ниту ништо, ни една кома, нито иота не може да се промени што е запишано. А тоа е дека името исклесан и нема шанси никој да го модифицира тоа свето име што го носи македонскиот народ, што го носиме ние како. Ако веруваме дека Бог постои, нели, ако веруваме дека Библијата е вистината, Македонија постои. Како ја пренесуваш македонската приказна во друштво, во круговите кај што се движиш? Баш вака како и кај вас. Не се срамам да кажам дека сум македонец, од друга страна не сакам да глумам лажен патриот и да го воздигнувам, како да се воздигнувам самиот себе дека сум голем патриот. Што значи денеска да се биде патриот? Да се одираме стално во гради, да велиме и да си докажуваме еден на друг кој е поголем патриот? Не. Мислам дека треба со дела да поставиме. Како што ја спомнавме Библијата, нели, и таму си пишува по делата ќе ги познаете. Не по зборови. И по злоделата се познават луѓе. И тоа е дело. Бидејќи денеска за жал во одно второто повеќе се представуваат луѓето, така да речем, комерцијалниот патриотизам. Секој има право на свој начин да го изразува својот патриотизам. На крајот, како вели на стара поговорка, вели некое време можеш да ги манипулираш некои луѓе, ама не можеш цело време сите луѓе. Па така и ова. Ќе додат убави времиња за Македонија. Верувам. Ние сме земја на сонцето, ќе не огрее сонцето. Да, ние ќе огрееме, ние сме сонцето, така да јас верувам во тоа. И верувам тоа како што ги спомнавте младите. Ќе се обединиме. Ќе не обедини љубовта.
Како да кажам, јас верувам дека во Македонија живеат млади личности кои што многу добро може да проценат што е добро, што е лошо. Како што кажав и претходно, некое време може да не манипулираат, ама не цело време. Македонија е колевка на една култура. Јас сега снимајки низ Македонија, повторно бев воодушевен од тоа што го видов. Без разлика што си ја негувам Македонија и навистина сум голем обожавател на македонската историја и само погледнете го Скопското кале, предност ни е. Јас до сега сум ја пропатувал Европа. Нека дојде било кој да ми каже дека има било каде во Европа или во светот таква тврдина во центарот на градот. Тоа не може да е случајно. Охрид. Самоиловата тврдина е на врвот, да кажам, на ридот. Самоиловата тврдина била скроз до бреговите доле. Тоа е голема тврдина. Јас таква тврдина не сум видел до сега во Европа. Тоа е само еден знак дека тоа било некој центар на моќ некогаш. Затоа Бела Зора, сте слушнале за Бела Зора? Од кога датира Бела Зора? Кокино. 1823 години пред Христа. Тогаш е, да кажам, изградено. Колку време им требало на тие македонци да го спознаат тоа, за да дојдат до изградбата на Кокино? Колку време постои? Ти го имаш како детаљ во твојот спот. Така е. Познавајќи дека имале свој лунарен календар 2000 години пред Христа и дека знаеле дека на секој 19 години месечината и сонцето се враќаат на фабрички поставки назад. Тоа се големи спознанија 2000 години пред Христа. Тоа само доказ дека многу работи потекнуваат од тука, но ни се скриени на некој начин. Да сме живи и здрави, ние младите ќе научиме многу работи. Ме исполни целосно, да кажем, со таа енергија и си велам дали сигурно слушаат. Ако не слушаат тој што треба најмногу да слуша, а се представа дека е човек кој е представа. Јас би зборувал денеска за оние што треба да слушаат. Кој матуши нека слуша, пораките ти се силни и наистина треба да допират до сите виуги, на сите тие кои при очи се слепи, при уши се глуви. Но еве, додиме со фактичката ситуација уште со оваа песна. Песна ја подготви рече за кратко време, нели? Како беше јас веќе ја имам, да кажам. Зародиш беше години, нели? 4-5 години веќе е она овековечена, како да кажам, има своја форма, има своја рамка. И си го чекаше правото време. Не ја форсирав. Едноставно чекаше да ги сретнам правите луѓе, вистинските луѓе, за да ме донесат до вистинскиот производ на крај. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на Александар Јојовски кој ми помогна да го завршиме аранжманот и да ја облечеме, да кажам, да ја дотераме оваа песна во една достоинствена носија и да звучи така како што звучи. Имав помош од некои хрватски продуценти кои се, да кажам, доста успешни во својата работа и ми помогнаа да оваа песна звучи финално така како звучи. И не знам што би кажал, навистина ми е многу мило што имам една ваква песна позади себе. Како да кажам, навистина ми е имам една лепеза на емоции и на чувства према целокупнава ситуација која што моментално се случува околу мене. На 11 октомври, кога беше премиерно представена песната, се почувствував... Случајно или ти намерно го постави? Ништо не е случајно. Ништо не е случајно. Почувствував како да се оддели еден дел од мојата душа. До сега никогаш го немам тоа чувство почувствувам. И така, многу чувства ми беа измешани. Тага, среќа, радост, голема одговорност. Морам да кажам, ова е прва песна која ме исплаши. Кога влегов во студио да ја отпеам... Зашто страв? Не знам. Не знам и ден денеска одговорноста е. Не знам како да кажам. Тие чувства доаѓаат од некаде, знаеме од каде. Едноставно да ми каже некој дека можеби треба да имам голема одговорност према тоа што ќе го кажам и ќе го изговорам. И затоа би сакал да кажам дека и спотот и целата песна не е финансирана од ниедна фирма, од ниедна политичка партија и дека оваа песна нема никаква цел
за промоција на било каква политичка кампања. Напротив, ова е една песна која, како да Од кажам, душата, од е самите. чиста како детска солза. Како, не знам како би кажал, навистина е од душа, навистина е од срце и луѓето нека се Знаеш, деца. слушајќи те и вака, пак ќе ги спомнати години се навистина кој ќе направам тој таймдрайв, тој времеплов, ми доаѓаат многу слики и предизвик ми е што токму во оваа наша емисија, во овој народен парламент Гласот на народот, катапултиравме многу имиња, дали во естрада, дали во политиката, дали во спортот, дали во економијата и се она. Гледајќи ги имињата кои флуктуираат во процесот на музиката и се тоа, дали ти е предизвик да ја представиш Македонија на тој Евросонг, да речем? Би излежал кога би кажал не. Би ве излежал сигурно. Детска желба ми била и се уште ми е желба еден ден. Ако даде Господ да ја представувам Македонија на Евровизија со некоја песна која е достојна за Македонија. Напротив, не да се представувам себе на Евровизија под името Македонија, него напротив, да ја представувам Македонија на Евровизија. Тоа е една доста деликатна работа, да кажем, и работа која би сакал да ја запазам. Во смисла, како што кажав и претходно, не себе да се представувам, него државата од каде што доаѓа. Ќе го запаметиш овој ден, че се се мене 7 дена после твоето промовирање на песната, доаѓаш во студио на Гласот на народот. Така е. И јас мислам дека дефинитивно, ја ти посакувам да се најдеш таму кај што заслужуваш, бидејќи нема да именувам, меѓутоа има некој што реков комерцијални или новинарска забелешка, или тој фейк патриотизам, кога ја представуваат Македонија, меѓутоа под плаштот нека друга држава која ја негира Македонија. Имавме таков случај. Да представник. Да се живи и здрави. Не би сакал никого да коментирам, нити да именувам. Повторно ќе кажам, во слободната волја ни Бог не се меша, па нема ни јас да се мешам. Секој има право на слободна волја, па и јас. Што ти дава од право или таа енергија во тебе, што јас мене ми представува предизвик, како доста постар од тебе, а е пример за многу кои треба да го следат твојот начин на размислување, твоите пораки, го нема тој нескриен, натрешен порив на експлозија, на нечувствителност и има таа жеба на таа нетрпеливост, па исполнуваат и артикулираат на секакви изблици и така натаму. Од каде е таа енергија? Не знам што би кажам. Многу работи се, да кажам, скриени, потиснати во мене и Македонија ми го дала се тоа на што сум јас. Јас сум тој што сум, па сум тој што сум. И навистина дојдов тука без било каков покер фейс и да се представувам нешто што не сум. Јас сум тој што сум. Искрено ќе ви кажам, дали сум патриот, не знам. Дали сум добар пејач, не знам. Како велат, во моментот кога ќе признаеш дека си скромен, престануваш да бидеш скромен. Па може би кога би признал дека сум патриот, веќе не сум патриот. Напротив, сакам, јас сум тек на, како да кажам, тек сум на почетокот на својот пат. И не би сакал да мистифицирам ништо, нити да коментирам што ќе направам и што би направил така. Животот е пред мене. Јас имам две опции. Или да успеам во намерата, или да не успеам. Така да јас ќе се борам и ќе дадам се од себе по делата да ме познаете. Се надевам не по злоделата. Така да, енергијата ми е дефинитивно и од семејството, и од луѓето кои ги познавам, а многу често и од оние кои не ги познавам. И не сакам да ги познавам. Така да, многу работи се измешам. Вчера одбележивме 16 години од заминување на, за мене че секој ќе биде икона, кој покаже и докажа сите нас треба да биде. И за сите нас, сите нас, и за сите генерации. Незаборавено. Тоше Проевски кој дефинитивно покажа што е сврзувачко ткиво, кој е обединител, да обединиш народ без разлика кој каде припаѓа, со песна, со насмевка, со енергија, со чувство, со силни пораки.
Колку вам младите ви остави аманет сведен збор? Тоа што има една многу убава песна, Тајна моја. И во еден стих вели, сега кога пораснав, сватив што си ти. Сега и ние кога пораснавме, свативме што е Тоше. Нешто, не би рекол неповторливо, треба да тежнееме према успех, треба да тежнееме кон нешто што е големо, напротив, треба да тежнееме кон стварање на нови луѓе кои ќе обединат повторно Македонија. Во историјата, нели, историјата ги памти хероите. Постојат херои кои паднале, крвареле, па дошле 3 сокола и рекле: дојди со мене на Пирин планина, лек ќе најдеме. Другиот сокол вели: дојди
си поканил прекрасно момче, тргне политиката, се труда, меѓутоа политиката е дел на што секој ние сме зон политикон и така се раѓаме, но предност ми е да им пренесам на младите што е вистината, ја пренесат во својата колија. Вистината е многу едноставна понекогаш. Многу едноставна. Се крие во самиот оригинал. Александар се вика Александар. Не го знаеме како Александрос. Кирил и Методи се викаат Кирил и Методи, не се викаат Кирилос и Методиос. Вистината е многу едноставна. Со оглед дека еве сакав да ти посветам уште нека минута да Сакав само да спомнам кога неодамна открив исто еден факт. Во Афганистан се кријат многу важни македонски артефакти. Таму има многу кули на Александар Македонски, а внатре на нив, внатре во тие кули пишува на еден многу познат јазик за нас и многу позната писмо. Некој би рекол старословенско. Тие, да речам... Старомакедонско. Да, старомакедонски. И не случајно Аристотел Тентов и професор Бошевски се тие големи војници, да речем, на вистината за македонската писменост, култура и се она што е каменот од розета, што никој не може да го победи и побие, што ден денеска останува, и ќе биде сегаш енигма. Не енигма, тоа е факт проверен во секој случај, но некои се плашат и страмат да го спомнат, модифицирајќи го сега во еден ново име, нова ситуација, која навистина недостојна е, особено за вас младите, бидејќи не можеме и не смееме да дозволиме да ја суспендираме вистината на Македонија и македонскиот код од тие што утре треба да не представуваат и да не наследат. Секој си додена свој. Давид, ти благодарам многу што беше гостин во Гласот на народот. Ми беше задоволство. Задоволство ми беше што како ретко млад човек што сум досега имал со соговорник, дојде во Гласот на народот, во овој народен парламент и да ја каже вистината за Македонија, како е сака и љуби и чувство Македонија, како македонец кој своето потомство ќе го продолжи исто во стилот и енергијата за македонската вистина и за македонското сонце, кој рече дека тоа е нас единственото што не грее и остава печат и на реалноста се тона. Јас би ви се заблагодарил на поканата, ми беше навистина големо задоволство, би сакал да ги поздравам сите оние кои ја гледаат оваа емисија, дали во Македонија или било каде во светот. Каде што не има на сите 5 континенти, ти одиме на Real Stream, значи на преку интернет исто. Ви благодарам уште еднаш што ми дадовте шанса да бидам дел од Гласот на народот. Имате многу убав наслов. Сепак народот не може се модифицира, кој како сака нека милува, останува, тоа е заклесано. Македонија е дефинитивно, како да кажам, јас на вистина имам многу пријатели од сите националности во Македонија и секогаш сме се сложувале многу убаво. И ден денеска се сложуваме многу убаво. И на вистина би посакал оваа земја да ја прати една љубов, да ја грее едно сонце и да си ја чуваме татковината, без разлика дали сме македонци, албанци, турци, роми, власи. Ние сме сите дел од ова општество. Сите имаме одговорност према земјата во која што живееме, тука сме родени. Ние сме сите на некој начин браќа. И мора да се почитуваме. Убаво пак ќе речем, ова ќе допре и до тие политичари кои доаѓаат во државата и велат оваа земја, претпоставам да сакаш да кажеш како што велиш Македонија, со полна уста. Не со една резигнираност или резервираност. Повторно ќе кажеме, во слободната волја нема да се мешаме. Да се живи здраво уште еднаш, ти благодарам многу. Почитувани, Давид Темелков е парадигма и вистина за Македонија, како се сака и почитува Македонија. Ми останало да ви се заблагодарам во секој случај. Овие минути што измина ни дава за право да ја пуштиме песната интегрално, целосно,
Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.